boom should hit you in just a few seconds. The supersonic boom should hit you in just a few seconds. Rikthehemi në studio sigurisht me pjesën e dytë të emisionit Pro Sport sonte këtu në televizionin Alsat dhe është koha për të ndruar sport nga futbolli do kalojmë në handball me skuadrën e Metallurgut që sigurisht po shënon rezultate impresionuese dhe për momentin është befasia më e këndshme jo në Maqedoni, në gjithë botën sportive të evropiane, pasi kuptohet flasim për handball, pasi shënon 4 fitore në 4 ndeshje në fazën e grupeve të Ligës së Shampionëve. Do kisha dashur të ndjekim një kontribut të kolegut Safet Ademi dhe më pas të rikthehemi në studio për të debatuar për këtë sukses historik të skuadrës së Metallurgut. Македонскиот ракометен шампион Металург ја продолжи фантастичната серија победи на средбите од Лигата на шампионите. Тие во саботата навечер во спортската сала Борис Трајковски во Скопје пред полни трибини го прегазија Сент Петерсбург со 32-19 и дојдат до четвртиот последователен успех во групата. Отпорот на рускиот тим траеше едва 20 на минути, за до крајот на пресметката Металург континуирано да ја зголеми предноста и да дојде до уште еден убедлив триумф. Како и на минатиот меч во Данска, одлична партија и овој пат имаше Вугринец, кој застана на 11 постигнати гола, Наумче Мојсовски постигна 5, додека Миркуловски и Манасков постигнаа по 4 гола. Ова огромна разлика сепак мора да му се препишува и на голманот Станич, кој имаше дури 11 одбрани. Шефот на стручниот штаб на Металург, Лино Червар, не го криеше задоволството по најновиот триумф на своите избраници со убедливи 13 гола разлика над составот на Санкт Петерсбург. Наравно да сум пресретен. Секако дека сум пресреќен. 4 средби, 4 победи, тоа беше сон пред почетокот на настапите, што сега стана реалност. Уште ништо не е готово, многу сме близу до реализација на желбата за пласман во топ 16 фазата. Во првото полувреме чувствувавме мал притисок, тоа се почувствува во нашата одбрана, која што не беше доволно цврста и агресивна. Сепак во вториот дел покажавме зошто претходно забележавме 3 победи. Играта што ја прикажавме во второто полувреме ми причини огромно задоволство и мило ми е што ги израдувавме нашите навивачи, кои повторно ни дадоа огромна поддршка. Не го велам ова од куртоазија, навивачите се прекрасни, ни даваат љубов од се срце. Жалам што веќе не сум активен играч за да играм во ваква атмосфера пред околу 7000 луѓе. Дејан Манасков беше играчот што блесна на почетокот од второто полувреме, кога всушност и беше направена убедливата позитива. Крилниот ракометар постигна 4 погодоци. Денеска одигравме надпревар со лошо прво полувреме во кој имавме доста грешки, поготово во одбраната. Меѓутоа во второто полувреме се консолидиравме и едноставно го прегазивме противникот. По овие 4 победи во исто толку средби, Металург ја почнува скоро едномесечната пауза се до 18 ноември, кога во петото коло во Скопје треба да допатува фаворитот број 1 во групата полски Киелце. Atmosferë e bukur, palestër e plot, sigurisht kjo bën sukseset pra ndërlidhen njëra me tjetrën për të rikthyer tifozët. Vanço, të kënaqur folet në fillim të emisionit me Ecurin, kuptohet 4 fitore nga 4 ndeshje, por të kënaqur edhe nga tifozeria, nga mbështetja në tribunë. Па нормално дека сме задоволни. Уште еднаш се покажа дека во Македонија врвен спорт проаѓа. Значи, дали се работи за фудбал, за кошарка, за ракомет, народот е желен за спорт. Знаеме колку спорт има на телевизија, колку се гледа, со самото доаѓање на тој врвен спорт во нашата држава не представува проблем на луѓето да исполнат. Ја мислам дека еве Санкт Петерсбург важеше за аутсайдер во група, па се бараше карта повеќе. Како ќе одиме, значи, нагоре и нагоре за следниот надпревар, сигурно дека и сала со поголем капацитет ќе биде исполнета до последно место. Кога е врвно и кога се игра како што треба, се гледа дека и оваа сала е мала, исто како што и тебе во фудбалот. Да имаше стадион за повеќе гледачи против Хрватска ќе беше исполнет до последно место. Sigurisht shohim disa momente, disa sulme të skuadrës suaj. Vanço, vitin e kaluar kuptohet e kompletuat atë befasin duke u plasuar në mesin e top 16 ekipeve më të mira. Këtë vit duket se që tani jeni afër sigurimit të një gjë të tillë. Çka është ndryshimi te ekipi juaj? Jeni më të fortë se vitin e kaluar? Разликата е нормално е дека сме појаки. Сите сме во спортот и знаеме дека
за све треба нели време. Прво треба услови, треба време и ние сме нашава екипа на 4-та година, 90% екипава е заедно и нормално е дека тоа е добро. Тренерот е 4-та година со нас, од минатата сезона до, за разлика од оваа е само еден играч променет, кој се види дека е класа играч и дека многу лесно се вклопи во целиот наш систем. Малце време го требаше. Тоа што треба време и искуство, нели? Ние минатата година, пред 2 години, не се пласиравме во Лига шампиони, минатата година се пласиравме и на гостински терен имавме 2 нерешени резултати и еден пораз од еден гол разлика во последната секунда. Значи тоа е собирање искуство, нели? Научивме како треба за следнава сезона и оваа година во двата надпревари на гостински терен извојувавме 2 победи, кои можеби и минатата година ние ќе ги остваревме тие победи, ни фалеа сегде по еден гол, но тоа е тоа што не се купува, нели, со пари, него треба време за све. Оваа година не научивме лекцијата, домашниот терен остана како што беше и минатата година, нели, наш адут и со полна сала да играме против секого, но тие 4 бода од гости се многу големи. Keni sigurisht duket se po rriteni në një skuadër, në një kolektiv të jashtëzakonshëm sportiv. Cili është çelësi i sukseseve tuaja? Па клучот е тоа што го кажав. Значи ние имаме 10-12 репрезентативци. Имаме квалитетни засилувања од странство. Работиме еден ист систем 4-та година со исти тренер и кажав, значи тоа е за мене број 1. Имаме добра група на играчи која го сака клубот, нели? Сака да игра пред полна сала. Имаме борба фанатична на секој надпревар, значи даваме 100% од нас. Екипа сме која што ако малце се опушти, сме смешни да кажам. Излегуваме во Данска и мислиме дека ќе биде лесно. Губиме 3 разлика на полувреме, влегуваме во собликувална и знаеме дека не сме ние тие, треба да се соземеме. Значи екипата наша која не е на тоа вистинско ниво, можеме да изгубиме од секого, можеме да победиме секого ако сме. A është mbrojtja aduti kryesor, mediat në Danimark pas asaj fitore potencojnë mbrojtjen dhe portierin Stanic. А имаме, да. Значи имаме маестрален напад можеби. Имаме мајстори, играме добар ракомет, но одбраната е таа која го излудува противникот кога игра против нас. Значи имаме стварно добра одбрана, имаме голем фонд на играчи кои играат во одбраната. Мука е да се прешутираат тие играчи или да се поминат 1-1 и кога ќе го направи тоа противникот доаѓа до најтешкото искушение. Треба да му даде гол на нашиот голман. Ја брани таа топка голманот Чизицер и значи ние секогаш викаме да се ставиме на местото на нашиот противник, колку му е тешко. И треба таму да тренуваме, да бидеме на ниво и да знаеме дека на секој кој игра против нас му е доста тешко, само треба да бидеме ние прави и да победиме против секој. Do të bëj një komparacion të shkurt Dimovski me skuadrën e tij, po shijojnë në kuptimin e plot të fjalës Ligën e Kampionëve. Sa do duhet të presim Borçe për të parë një klub të futbollit në grupet e Ligës së Kampionëve? Па добро, сега малку ќе ви исправам тука. Јас како фудбалер ова лето го искусив. Значи Рената Филип втори беше полна со Бате Борисов. Значи ни фалеше многу малку за дали да поминиме. Flasim për grupet. Да. Flasim për fazën e grupeve. Па добро, како што кажа Иванчо, значи треба време. Треба доколку носиш играчи странство да бидат квалитетни и да се вклопат. И само со работа може тоа и многу подобри услови од овие сега што ги имаме. Domethënë këtu doja të vi, duhet kohë. E thoni ju duhet kohë. Zardian, sa kohë duhet që Jami të Lurgu është aty vitin e kaluar në top 16 këtë vit përsëri, domethënë janë kushtet, janë palestrat. Futbolli kërkon më shumë kushte. Çalon, domethënë e ceki Maneski që ishim shumë afër.
Ne çdo herë po jemi afër, por faktikisht po jemi shumë larg. Ne me ekipin e me Rabotničkit para 5-6 viteve ka kjo, na mungonte një gol, apo mos harrojmë Vardarin, atëherë mungonte një gol me Sparta Praga të kualifikohet. Por sa herë po na mungon vetëm një gol. Bate Borisov erdhi këtu luajti një ndeshje 0-0. Ndoshta luajti po sa ju dashte. Luajti me një Bayern Munich që e fitoi në terren vendas. Këtu deshta të ndërlidhem, domethënë të kaluarën kemi qenë afër, jemi përballur me skuadra më të forta. Kemi ardhur në situatë të eliminohemi nga skuadra amatore. Është mentaliteti thënë. Ballkanik. Shkëndija eliminohet nga Portadoni. Revanche si tani kur lirohemi ne jemi qesharak. Edhe në futboll pajtohet ne kur mobilizohemi, kur jemi të motivuar, u dëshmua edhe për kombëtaren e Maqedonisë, ku fitoi Serbin. Luajti mirë edhe ndeshje tjera. Ka edhe Vardari ka luajtur një super ndeshje me Bate Borisovin, siç e pam Bate Borisovi kush është për momentin. Por për mendimin tim, një ekip, një skuadër të futet në grupin e Ligës Kampioneve duhet një plan program ose një afat disa vite. 5 apo 6 vite, si tha edhe Vançoja, të janë një skuadër me 4 vite që luajnë bashkë. Por kryesori që është mjetet financiare. Ta përmbajnë ekipin që të sjellin lojtar shumë cilësor. Por për të sjellë lojtar cilësor në Maqedoni duhet edhe liga të jetë e fortë, ngritet, që nuk vinë lojtar botëror apo brazilian apo argentina të luajnë në këtë ligë tonë e cila është Vinë, por çfarë futbollistësh vinë? Vinë lojtar ligës 7-8, cilët ose vinë mos ta teproj vinë për herën të parë luajnë nga Brazili futboll në Maqedoni dhe bëhen lojtar më të mirë këtu tek neve. Por nëse ti ke ambicje që të futesh në Ligën e Kampionit do mosh lojtar të cilët kushtojnë 1, 2 apo 3 milion euro. Pastaj gjithë skuadra do kenë buxhet 2-3 milion. Kështu që do ngritet edhe niveli i futbollit. Pastaj pikpyetje a do futemi në Ligën e Kampioneve. Më thënë do shumë punë. Kështu ne si e qojmë raundi i parë, dyti, mirë është, kemi luajtur shumë mirë, por s'patëm fat, ne iku fati. Vanço, shkurt, sa keni një uri? Kur pritni një skuadër nga Maqedonia të arrijë sukseset e handbollit? Një skuadër domethënë i futbollit, kur mendoni ju se domethënë për sa za fudbalski tim zvujesh. Po të arrijë të hyjë në grupet e Ligës Kampionit. Po edhe кажа Арден. Они има еден пат кој го фатија и кај што фалеше по тој еден гол. Исто да се наврати ја тоа што го кажа. Пред 2 години не успеавме да се пласираме. Палани ни бега над преварите све за еден гол. Ако тоа све продолжеше што почна тоа да се гради Работнички што го правеше во тоа време, све одеше на тоа и сите очекуваа дека за година-две таа екипа би можела да игра. За мене и голем успех и таа УЕФА Евролига што ја играат, да се влезе македонски представник, а камо ли Лига шампиони. Они дојдоа до тоа последно скалило, кај што сегде нормално одиш, доаѓаш една скала, другата година втора скала, па трета скала, они дојдоа 2 пати до тоа коло, значи се очекуваше за година-две дека можеби со подобра ждрепка, а сега нели е изменет системот, имаат полесен пат овие екипи од овие простори да влегуваат. Значи ако све тоа продолжеше, можеше да имаме ние редовен учесник во Лига на шампиони се. Но кај нас све почнува од нула, нели? Okej. E po të Jemi në fund të bisedës në këtë pjesë të dytë, dua shkurt si kapiteni i Metalurgut. Domethënë jeni afër përsëritjes suksesit vitit të kaluar. A e shihni të paktën këtë vit Metalurgun një hap më tej? Do arrijë të futet në mesin e 4 skuadrave më të mira. Apo të 8 më të mira. Па сега нели растат апетитите кај сите обични гледачи. Многу сме јаки, дали ќе идеме до Final Four. Значи ние треба да застанеме на земја, кажавме и прошлата недела, затоа што е нели неблагодарно ништо да се прогнозира, да се повтори успехот од минатата година е резултат. Добар резултат, но веќе пошто сме блиску до тоа ќе го трнеме на страна, би било огромен чекор наш да отидеме едно коло понатака, што значи во 8 во Европа, но тоа све неблагодарно за прогнозирање. Се влегува после во систем ждрепка, каде што може некоја голема екипа да заврши трета во својата група, ние да бидеме втори и да имаме ждреп кој нема да не посака и да испаднеме одма, можеме да имаме и ждреп кој би не однел многу далеку и дај Боже до
Okej, Posterno kohë. ju urojmë që të kaloni sa më shumë, sa më larg. Kemi përfunduar edhe me pjesën e dytë, do të kemi edhe një ndërprerje publicitare për të rikthyer me pjesën e fundit dhe sigurisht e tretë këtu në emisionin Pro Sport. Drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in just a few seconds.